ќе ви кажеме здраво и ќе ве поканиме во нашите детски забавни мини вести. Покрај забава имаме и многу интересни содржини од кои ќе научиме многу интересни работи. И затоа ќе ве поканиме да не гледате до самиот крај. Еве кои се денешните содржини. Денеска во Мини вести ќе одиме во Музеот на Македонија, каде ќе погледнеме интересни макети на куќи, а потоа ќе се запознаеме со живеалиштата во светот и ќе дознаеме колку се тие слични и различни со нашите живеалишта. Гледайте Мини вести до самиот крај. Историјата е многу важна. Освен од книгите, историја учиме и во музеј. Денеска ќе ве носиме во Музеот на Македонија. Таму има интересни макети од куќи. Погледнете во прилогот колку е интересно во музеј. Јас сум Луција и денес сум во Музеот на Македонија. Влада, ќе ми кажеш ли што е макета? Значи, макета е модел на куќа кој е намален за да може да биде прикажан во музеј или во некој друг објект. Тие се намалени значи од прилика 100 пати од вистинската површина и во Музеот на Македонија се правени по вистински видови на куќи. Какви се овие макети? Во Музеот на Македонија ви се прикажани етнолошки макети кои се имат приказ на селски и на градски куќи. Значи секоја куќа е специфика самата за себе и го представува одредениот крај. Тука имаме значи куќи од Западна Македонија, имаме од Вардарскиот дел, имаме градски куќи, имаме куќи од Бачило, и исто така во самите куќи може да дзирнете да ги запознаете различните видови на соби во кои што ги имале куќите. Каде може да се видат оригиналните куќи? Оригиналните куќи може дел од овие веќе се исчезнати, но може да се видат нели во Музеот на Македонија. Имаме и стари фотографии и плюс самите нели макети на старите куќи. Дел од овие куќи сепак постојат, значи може да се видат во селото на пример Побожие, тоа е северно од Скопје, Скопска Црна Гора, може да се видат во некои села во Западна Македонија, близина на Гостивар Дебар. Но исто така за децата се многу интересни овие куќи кои се во просторот на Музеот на Македонија, кои може да ги видат од сите страни, дури да навлезат во нивната внатрешност. Пошто се специфични овие куќи? Значи, овие куќи се интересни и специфични, бидејќи се направени скоро пред 65 години. Овие се значи направени за првиот етнолошки музеј кој се наоѓа во самиот плоштад во Македонија. После земјотресот се тие оштетени, но бе реновирани за овој значи новиот музеј и се презентирани првпат во 2002 година и се представи на вистински куќи. Значи самите се копија на некоја куќа што вистина постоела во Македонија. И на крајот ви препорачувам да дојдете во Музеот на Македонија да ги се уверите во нивната веродостојност и убавина на самите. Јас живеам во голема куќа, мал двор и две куќиња. Луѓето во Македонија живеат во куќа или зграда. Но тоа не е така секаде низ светот. Погледнете како изгледаат живеалиштата и куќите во светот. Низ историјата каде и да се населувале, луѓето градале куќи како за солништо од временските услови и како заштита од опасностите. Тие употребувале материјали какви што имало во самата околина.
Например, бушманите ги градат своите колиби од трева и гранки, што ги собираат од природата околу нив. Но градбите на живеалиштата се приспособувале и кон климатските услови. Во влажните краеви, куќите се граделе високо над земјата, за луѓето да се заштитат од топлината и влагата. Многу живеалишта во Африка, како например во Гана, се изградени од кал, добро испечен на сонце. Дебелите ѕидови заштитуваат од топлината и во внатрешноста на домот е пријатно и свежо. Куќите се бојадисуваат од надвор со исцеден сок од зеленчук. Во влажната амазонска џунгла, индијанското племе Јанама градело големи кружни покриви со листја од палма положени на дрвени греди. Бидејќи живеалиштата немале ѕидови, луѓето ги складирале потребните работи надземи за да ги заштитат од влагата. Куќите во студените краеви се многу поразлични од се што видовме досега. Во Швајцарија, планинските дрвени куќи се изградени од стебла. Подот е направен од водоотпорен камен, а прозорците имаат двојни стакла. Снегот легнува на косиот покрив и овозможува топлината да се задржи во внатрешноста на куќата. Денес во Лапонија, родното место на Дедо Мраз, повеќето луѓе живеат во мали градчиња надвор од арктичкиот појас, но сепак се уште постојат одгледувачи на елени кои живеат во шатори. Тие се направени од големи гранки, покриени со еленски кожи. А дали некогаш сте слушнале за куќи на вода? Многу луѓе во Кина готват, јадат и спијат на пловечки куќи наречени сампани. Тие на истиот простор чуваат кокошки и садат зеленчук во саксии. Треба да знаеме и дека домовите се градат согласно дадениот простор. Во големите градови, луѓето живеат во високи облакодери кои имаат многу катови. Во нашата земја има 4 висококатници, згради кои имаат повеќе од 40 ката. Всушност, насекаде во светот, луѓето живеат во домови што одговараат на нивниот животен стил. Дали знаете како некогаш изгледале основните работи кои денес им се потребни на децата, но и на родителите, како например цуцлата, количката, седиштето за во автомобил, но како тие навистина изгледале на почетокот. Првата детска количка е конструирана во 1733 година од страна на архитектот Вил Кент. Таа требала да служи само како забавна играчка за децата на војводите. Првата количка се состојала од кошница од исплетени прачки, која била сместена во украсен дрвен оквир со 4 тркала, а влечеле куче или пони. Следната промена која се случила кај детските колички се двете рачки, па наместо животни, сега самите луѓе ги буткале количките. Тие биле на 4 тркала, па ова морало да се промени. Многу мајки и даделки добиле казни, бидејќи тогаш било забрането да се управува возило со 4 тркала пешки. Тешко е да се каже колку време постои цуцлата, но се верува дека првите цуцли биле крпи, врзани во топче и намачкани со мед и шеќер. Во 18 век граѓаните користеле дрво или животински коски за да ги смират децата, а богатите имале цуцли кои ги нарекувале корали, бидејќи биле изработени од вистински корал или слонова коска, а на себе имале сребрена или златна дршка. Децении по пронаоѓањето на автомобилот следуваат детските седишта кои првично биле создадени за детето да биде мирно за време на возењето, а не за неговата безбедност. Првите седишта за во автомобил биле вреќи кои виселе преку седиштето на совозачот. Потоа во 1940 година многу производители создаваат седишта од платно во метален оквир, закачени на задните седишта. Најблиску до денешното модерно седиште е верзијата од 1968 година. Тогаш пластичните модели се врзувале за седиштето, а со појас се врзувало и бебето, кое во случај на несреќа било сигурно. Здраво, јас сум Дамјана, ова до мене е Чичко Томче. Чичко Томче, како се станува хоќ? Хокејар се станува на многу лесен начин. Едноставно треба да се дојде на лизгалиште, малите дечиња да ги донесат родителите, да имаат желба да играат хокеј, да гледаат хокеј и едноставно да уживаат на ледената плоча. Чичко Томче колку пати неделно тренира? 4 пати неделно, понеделник, вторник, четврток и петок од 19 до 20 часот. Значи сите групи тренираат од мали до 14 годишна возраст. Чичко Томче, каква опрема носат хокејарите? За почетокот малите дечиња мора да имаат лизгалки,
кацига, шлем со заштитна маска и ракавички соодветни, за додека научи да лизга. Потоа се облекуваат во комплетна опрема за мали дечиња. Тоа го хокејарскиот клуб Вардар ги снабдува со таква опрема. Томче, ме интересира што прават во лето. Хокејарите во лето, место на мраз, лизгаат со ролери на плоча, бетонска плоча, некоја соодветна површина. Тука продолжуваат да ги учат вештините од хокејарската игра, исто така со опрема, соодветна опрема за инлайн ролери, и до следното зимо чекаме да се залади времето, да направиме мраз и да продолжиме да лизгаме. Беше тоа Чичко Томче, а јас сум Дамјан од Скопското лизгалиште. Денеска во Мини вести ќе ве прошетаме во градинарски центар, каде ќе зборуваме за зимските цвеќиња, а пред самиот крај ќе дознаеме се за прекрасните кокичиња. Не го менувајте каналот, вие гледате Мини вести. Кокичињата ни ја најавуваат пролета. Оваа зима е топла, па тие веќе никна. Но дали постоje други зимски цвеќиња? И зошто растанијата се важни за животната средина? На ова прашање ги имаме одговорите сега. Јас сум Даријан и сум во расадник со Чичко Ѓорги. Зошто кокичињата се првите цвеќиња во зима? Браво, Даријан, навистина многу интересно прашање. Зошто кокичињата се првите цвеќиња во зима? Па едноставно тоа е во нивната биологија. Значи, самото растение, бидејќи расте многу ниско, расте приземно ниско до земјата, ги искористува првите зимски зраци од сонцето, кога се уште другата вегетација не е разбудена, за да нема конкуренција, за да може убаво да се развијат ливчињата, за да го прима цело сонце, за да може да расцвета, да формира семе и на некој начин убаво да се размножи. За да избегне конкуренцијата на другата вегетација, кукичињата и качунките и многу други луковици расцветуваат рани на пролет, односно практично дури во зима. Тоа многу зависи, бидејќи тие не работат според некој часовник или според некој календар, туку тоа го прават, се зависи од условите, од климата, од времето како е. Оваа зима е невообичаена и имаме многу топли денови со многу сонце, така да светлината и топлината што ќе се акумулира во почвата дава знак и сигнал до луковицата, значи до ова лукче, коренче на кукичето, дека е време и дека дошло пролет. Иако се уште зимата трае, тоа се буди, гледате неговото вратче, тоа е многу интересно за кукичето. Некој пат, доколку е кукичето длабоко во земја или покриено со многу листови, може да порасне дури до една педа, до 20 сантиметри, за да излезе до првиот зрак, до првото сонце, каде што најпрво ги развива ливчињата, па потоа го формира неговиот цвет. Како што реков, покрај кукичињата многу е карактеристично, тоа може да го видиме и на нашето водно, први излегуваат и качунките. Има ли други зимски цвеќиња? Други зимски цвеќиња практично кои што цветаат, а се карактеристични за нашето подниеме, секако е дренот, дренките, исто тие цветаат многу рано. Потоа некои други исто грмушки кои што ние многу често ги користиме за приуредување на дворови, меѓутоа не се карактеристични. Тие растенија природно не виреат во нашите краишта, значи во Македонија. Многу други медитерански цвеќиња исто цветаат овој период од годината, меѓутоа секако кај нас карактеристично е и останува како предвестник на пролета кукичето како број еден
цвеќе кое што символизира топлите денови и доаѓањето на пролет. Зашто растенијата се важни за животната средина? Навистина ова прашање е за еден ден да го разговараме, меѓутоа воопшто накратко нашата планета и воопшто ние не би можеле да обстанеме доколку немаме растенија на нашата планета. Дали да тргнеме од тоа дека кислородот е многу врзан и практично растенијата се најодговорните заради кои што го прочистуваат и го имаме овој убав воздух со кој што може да дишеме, па понатаму да влеземе дека се осинџирот низ храната и дека многу растенија се хранат со нив, па со тие растенија се хранат другите, дека ние се храниме со нив и дека едноставно значи се нераскинлив дел од оваа планета и не можеме да го замислиме животот поинаку. Јас сум Дарјан и ве поздравувам од Расадникот. Веќе кога зборуваме за кукичината, ќе продолжиме така. Ќе ви откриеме се за овие зимски цвеќиња. За кукичината постои интересна легенда. Но и интересни факти. Кукичињата се мали и кревки растенија, но истовремено и доволно силни, за да им се спротистават на снегот и студот. Тие покрај ладната зима успеваат да се пробијат и да израснат на површината. Тие мали нежни растенија не ги разубавуваат зимските денови и не потсетуваат дека пролетта е на прагот. Малку познати факти се дека постојат 75 видови и врсти кукичиња. Листовите им се зелени, а цветовите се со различна големина, а се снежно-бели. Најчесто се со пријатен и нежен мирис. Се смета дека потеклото на кукичињата е од Мала Азија и Европа. Најмногу ги има во умерениот климатски појас, каде има снежна и студена зима. Тие се првите растенија кои цветаат во пролет и тоа пред да се стопи снежната покревка. Освен што се предвесник на пролета, кукичињата се и цвеќиња на надежта. Според легендата, кукичето станало цвеќе на надежта кога Адам и Ева биле протерани од Едемската градина. Во еден момент, кога Ева ја загубила сета надеж дека зимата никогаш нема да заврши, дека нема да заминат студените денови, се појавил ангел кој ги трансформирал снегулките во цветот кукиче и со тоа повторно им ја вратил надежта за топли и подобри денови. Пролета може би е далеко, но низиниот предвесник кукичето веќе никна во нашите краишта поради топлото време. Наберете кукичиња и подарете ги на луѓето кои ги сакате. Секој ден пред да одиме во градинка или во училиште, одбираме што ќе носиме. Некогаш ни помага мама, некогаш тато. Но и што да облечеме, едно е важно. Облека да биде чиста и уредна. Зошто носиме облека, дознаваме веднаш. Сето она што човекот го облекува за да се заштити од надворешните влијанија или го носи поради естетски потреби, се нарекува облека. Облеката е текстил направен од влакна, која се носи врз телото. Не постои лесен начин да се одреди кога за прв пат била создадена, но се верува дека тоа се случило пред 100.000 години. Таа во минатото била правена рачно и од најразлични материјали. Материјалите кои се користеле биле кожа и крзна, па се досложени необични природни и синтетички материјали во поново време. Современата облека се изработува машински. Таа лесно се одржува и е удобна. Денес некои луѓе даваат цело богатство за да имаат посебно направена облека за нив од некој познат светски дизајнер. Начинот на облекување на луѓето се менувал со текот на времето. По облеката која некогаш била модерна, денес не изгледа смешна. Например, некогаш дамите носеле големи фустани со обрачи и корсети во текот на целиот ден, додека мажите некогаш носеле здолништа кои на почетокот биле шокантни, а денес се прифатени од целиот свет. Всушност тоа е културата во Шкотска, овој тип на облека се нарекува килт. Основната функција на облеката е да не заштити од надворешните влијанија, но и да ни биде удобно.
Кога надвор е многу топло, облеката обезбедува заштита од изгореници или воспаление на кожата, додека кога е ладно, незините својства се да не заштити од студот и да ни биде топло. Токму поради промената во временските услови, постои сезонска облека. Сите ние се облекуваме соодветно со времето надвор, таму каде што се наоѓаме. Например, во Египет или на било кое друго многу топло место. Луѓето, верувале или не, носат долга лесна облека за да се заштитат од сонцето. Или во студените краишта, луѓето носат многу облека на нив, една врз друга. Топлиот воздух меѓу облеката ги штити од студот. Удобноста е исто така важна кога одбираме што ќе облечеме. Рибарите, например, носат водоотпорна облека, додека пак спортската облека исто така мора да е лесна и удобна за тие да може да играат. Играчите носат дресови со иста боја, за да се знае дека припаѓаат на истиот тим. Кога луѓето сакаат да покажат дека сите припаѓаат на одредена група, тие носат иста облека или униформа. Например, во дел од училиштата во Македонија, нашите другарчиња носат униформа. Облеката го изразува нашиот личен стил, но многу е важно таа секогаш да е чиста и уредна, за во градинка, за на гости, па дури и за дома. Завршил уште едни забавни вести. Ако ви се допаѓаме, ставете лайк на Facebook. Останете умни и добри. Чао!